Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Граѓаните релативно задоволни од здравствените услуги во Охридско-Струшкиот регион, покажа анкетата "Ти си твојот град" на ТВМ. Охрид ќе го враќа автентичниот изглед на чаршијата. Сонг бара преиспитување на одлуката второто полугодие да започне со физичко присуство. ТВМ одбележува 30 години постоење. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и студено време со сончеви периоди. Во текот на ноќта, четврток кон петок, претежно ведро и студено време со локална облачност. Во петок во североисточна, источна Европа и над Алпите нестабилно ветровито и студено време со врнежи од дожд и снег. Во останатите предели од Европа доминација на поле на висок воздушен притисок што ќе услови стабилно време и потопло со зголемена облачност. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во централните и југозападните предели зголемена облачност со услови за врнежи од дожд и снег на планините. Максималните дневни температури ќе се движат од 2 до 11 степени. Во Македонија во петок студено утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -9 до -2 степени. Во првата половина од денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во северните и западните предели зголемување на облачноста кое што во доцните попладневни и во вечерните часови ќе услови сосема слаби и локални врнежи од дожд, а над 100 метри и со слаби врнежи од снег. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 2, односно до 11 степени. Во Охрид во петок претежно сончево и потопло време со локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста кое што навечер ќе услови слаби врнежи од дожд, кои што во текот на ноќта кон сабота ќе преминат во слаби врнежи од дожд и снег. Минималната температура од -4 степени додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во сабота во раните утрински часови слаби врнежи од дожд и снег, ветровито и студено време. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -2 степени додека пак дневната ќе достигне до 4 степени. Во недела студено утро и температура од -5 степени. Во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и температура до 3 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -3 степени додека пак дневната ќе достигне до 4 степени. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Граѓаните релативно задоволни од здравствените услуги. Ова го покажа анкетата на ТВМ телевизија спроведена изминатите месеци преку рубриката Ти си твојот град. Поголемиот дел од испитаниците, дури 80% од нив, повеќе му веруваат на приватното здравство во однос на јавното, а останатите 20% не веруваат ни на едните, ни на другите. Граѓаните се релативно задоволни од здравствените услуги во регионот. Ова го покажа анкетата која ТВМ телевизија преку рубриката Ти си твојот град ја спроведе во изминатиот период. На прашањето какви се здравствените услуги во вашата општина, дури 60% од испитаниците одговориле добри, а 40% ги оцениле како лоши. На прашањето дали има доволно стручен кадар, рекордни 100% од испитаниците одговориле негативно, односно сите сметаат дека нема доволно стручен кадар. Поголемиот дел од граѓаните сметаат дека здравствените власти не се справуваат добро со пандемијата, дури 80% од граѓаните дадоа негативен одговор. Само 20% сметаат дека белите мантили добро се справуваат со коронавирусот. На дополнителното прашање зошто сметаат дека е така, испитаниците одговориле дека се направиле многу грешки со терапиите, нема протоколи за лекување, а воено нема одговорност. Загрижува тоа што поголемиот дел од испитаниците, дури 80%, повеќе му веруваат на приватното здравство во однос на јавното, а останатите 20% не веруваат ни на едните, ни на другите. Како појаснување, дел од нив наведуваат дека во државните здравствени институции нема доволно капацитети и се чека долго време за добивање услуга. Други пак велат приватните здравствени установи се прескапи за македонскиот стандард. Иако повеќе веруваат на приватните здравствени установи, граѓаните се лекуваат во јавно здравство. Тоа го тврдат дури 72% од граѓаните, а останатите 20% велат се лекуваат на државните клиники. За приватното здравство се нема доволно пари, односно услугите се прескапи за поголемиот дел од граѓаните. Како најголем проблем во здравствените институции, граѓаните го детектираат недостигот на медицински стручен кадар, потоа лошите услови во здравствените институции и недостиг на медицинска апаратура. Граѓаните сугерираат дека за подобрување на состојбите во здравството потребен е план за вработување, потоа долгорочен план за подобрување на специјализациите, набавка на апаратура и подобрување на условите во здравствените установи. Најголемиот дел од испитаниците кои одговорија на анкетата се жители на општина Охрид, дури 80%, а 20% жители на општина Дебарца. 60% од нив се граѓани на возраст од 30 до 55 години, 20% над 55 години и 20% се млади до 30 години. Никој од нив не наведе конкретен, сопствен личен проблем од сферата на здравството. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура, СОНК, бара преиспитување на одлуката наставата во второто полугодие да почне со физичко присуство. Владата и Министерството за образование и наука да ја преиспитаат одлуката второто полугодие за основното и средното образование да почне на 1 февруари, пред се поради сериозната епидемиолошка состојба во земјата, порача денеска Јаким Неделков, председателот на СОНК. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура предлага наставата во првите 2 недели од февруари да се одвива онлайн, а потоа да се разгледа епидемиолошката состојба во земјата. Председателот на СОНК вели дека во време на висок процент на заразени и во време на минусни температури не се сигурни дека владата донела исправна одлука за начинот на одржување на наставата во второто полугодие. Ако се погледнат бројките на дневно ниво на заразени од ковид и ако стручните лица кажуваат дека пикот се уште не е постигнат, оправдано стравуваме дека пикот може навистина да се случи во училиштата и многу ученици и наставници да се заразат. Таквата состојба ќе биде сериозна, посочува Неделков. Според него сите се свесни дека омикрон сојот побрзо и полесно се шири
4, но со оглед на минусните температури и на почитување на протоколите на проветрување на училниците покрај COVID-19 ќе има ширење и на грип и на настинки. Владата на вчерашната седница по препорака на Комисијата за заразни болести согласно препораките на УНИЦЕФ донесе одлука второто полугодие да започне на 1 февруари со физичко присуство и согласно протоколите за заштита од коронавирусот. Охрид ќе го враќа автентичниот изглед на дуќаните во чаршијата. Направена е анализа за изгледот и состојбата на секој објект, а ќе следува изработка на правилник кој ќе ја даде визијата како би требало да изгледа Охрид во иднина. Првично ќе се стартува со пилот проект според кој се избрани 6 дуќани, на кои ќе им се заменуваат излозите со соодветна дограма. На Охридската чаршија ќе и се враќа автентичниот изглед. Ова е зацртано во проектните планови на секторот за туризам и локален економски развој при локалната самоуправа. Се планира продавниците и угостителските објекти да го вратат традиционалниот изглед со излози од дрво или имитација на дрво. Станува збор за објекти од потегот од Света Софија, градскиот плоштад, чаршијата, па се до вториот чинар, напоменува Ѓоко Апостолов од Лер. Имаме направена анализа комплетно како секој дуќан и секој објект е во моментална состојба, што е она што одскокнува од она што би рекле традиционален изглед, што треба да се промени, на каков начин треба да се промени. Направена е анализа за сегашната состојба на чаршијата, а се планира и изработка на правилник. Со документот ќе се дефинираат нормите за изгледот на секој објект, но не само изгледот на излозите, туку поставувањето на рекламите и на дорешните клима уреди. Ќе ја добиеме основата како понатаму да можеме да го замислиме градот на Охрид. Тука влегуваат и сите угостителски објекти, формата на тендите, на чадорите кои што се користат, столиците, жардинерите и така натака, значи сето тоа ќе даде една визија како би било најдобро да изгледа во иднина, меѓутоа за самата имплементација е потребно многу средства и многу време, се разбира и соработка од сите приватни собственици на дуќаните и не е нешто што се менува преку ног, туку е долгорочен проект. Годинава ќе се поставува темелот на овој проект. Избрани се 6 дуќани во чаршијата за да се имплементира првичниот пилот проект. На објектите ќе им се заменуваат излозите со соодветна дограма, а Министерството за економија со тендерска постапка за оваа намена издвои 1 милион денари. Градоначалникот Кирил Пецаков по повод празникот Свети Сава упати празнична честитка до припадниците на српската заедница. Со наискрени желби за здравје, мир и благосостојба, упатувам срдечни честитки до сите припадници на српската заедница по повод големиот празник Свети Сава, првиот српски архиепископ и просветител. Ваквите празнични денови се можност да испратиме силни пораки за поголема почит и соработка, сплотени во нашето мултиетничко општество. Се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да ги чуваме и унапредуваме пријателствата како основа за поголем напредок на Охрид и на нашата држава. Посакувам верата во Бога и човеколюбието да бидат водилка за идните генерации, во насока на градење на поголемо заедништво и меѓусебно разбирање. Се вели во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков, упатена до припадниците на српската заедница. ТВМ одбележува значаен јубилеј. 3 децении во етерот. Години на растеж од локална ТВ станица, една од првите приватни во Македонија, до регионална телевизија со висока гледаност и рейтинг. Медиум во кој учеа и вградија дел од својот професионален ангажман над 100 новинари, техничари, сниматели и друг кадар. Многу работи техничко-технолошки со огромна брзина се менуваа низ годините и се уште се менуваат, но суштината остана иста, секогаш на страната на граѓаните и јавниот интерес со навремено, објективно и професионално информирање. ТВМ за 30 години постоење го заслужи синонимот Охридска телевизија, второто име кој го дадоа граѓаните чувствувајќи ја за своја. Регионална телевизија ТВМ одбележува 30 години постоење. На 26 јануари 1992 година започна да зрачи во етер сигналот на една од првите приватни ТВ станици во Македонија.
Од простории на старото училиште Свети Сава, со скромна техника, група ентузијасти започнаа со реализација на првата емисија во живо од контактно забавен карактер. Од тој ден до денес, над 100 новинари, техничари, сниматели и друг кадар вградија дел од себе си во медиумот, вложувајќи труд, знаење и љубов. Години на обуки на кадарот и зајакнување на техничкиот капацитет во услови на ограничени ресурси, унапредување на знаењата и вештините преку учество во проекти, усвојување на стандарди во работењето преку обуки од експерти од BBC, едуцирање на современи текови во изготвувањето на медиумските содржини, резултираа со прераснување на локалната ТВ станица во регионална телевизија. Телевизија ТВМ, согласно одлуката на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од 2014 година прерасна во регионална телевизија и започна со емитување на својот сигнал во Full HD технологија на територија на општините Охрид, Струга, Дебарца и Вевчани. ТВМ е првата приватна телевизија која во 2009 година започна со реализација и емитување на специјална информативна програма за лица со оштетен слух, ТВМ Дневник за глуви и наглуви лица. Овој прозорец кон светот, како што го нарекоа лицата со оштетен слух, се емитува редовно до денес во 19 часот и 30 минути. 30 години ТВМ е хроничар на се она низ што минуваше Охрид и југозападниот регион, притоа носејќи се со исклучително голема и одговорна задача, низ сите тешкоти и кризи, секогаш да се биде на страната на јавниот интерес, на страната на граѓаните. 3 децении продукција на информативни и дебатни емисии, образовна, културна, документарна, детска програма, надополнети со спортска, сериска и филмска програма, за различните интереси и вкусови на публиката која е критичар и мотив за обстојување. Континуираниот стремеж за воспоставување поблиска соработка и комуникација со публиката, застапување на интересите на жителите на општините од регионот е причина за постојаната висока гледаност и рейтинг на нашиот медиум. И на крај, можеби во денешен контекст на трендовите во медиумската сфера, значајна промена е нашата поголема посветеност на искористување на социјалните медиуми за интеракција со граѓаните, изголемување на опсегот на допирање до поголема публика. Реализација на низа проекти, како последниот и актуелен "Ти си твојот град" во рамки на Media for All, не мотивира преку информативниот портал, кој функционира во тесна врска со социјалните мрежи и нашиот YouTube канал, да создадеме една мрежа која во крајна линија ќе ја зголеми информативната моќ на телевизијата, мобилизирање на граѓаните да дисеминираат информација од јавен интерес и подигање свесност за прашања од значење на заедницата. Многу работи техничко-технолошки со огромна брзина се менуваа и се менуваат, но суштината остана иста – навремено, објективно и професионално информирање. ТВМ 3 децении е синоним за Охридска телевизија, второто име кој го дадоа граѓаните, чувствувајќи ја за своја. Поради ковид пандемијата, официјален настан за одбележување на овој значаен јубилеј, ТВМ планира да организира кога ќе се подобри епидемиолошката состојба. Општина Охрид ја објави одлуката за спроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина која е неопходна за планскиот документ Стратегија за рурален развој на општина Охрид од 2022 до 2027 година. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ Стратегија за рурален развој на општина Охрид од 2022 до 2027 година се определуваат Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Јавната установа Национален парк Галичица и општина Охрид, Стратегијата за рурален развој за општина Охрид од 2022 до 2027 година, која како плански документ ја донесува Советот на општина Охрид, ќе има влијание врз животната средина. Стратегиската оценка на тоа влијание треба да ги опфати аспектите на влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат, како на водата, почвата, управување со отпадот, природното и културното археолошко наследство, како и влијанието на социоекономската состојба. Одлуката заедно со стратегиската оценка е објавена на веб страната на општина Охрид.
Против одлуката, јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на истата. Има големо намалување на потрошувачката на пластични кеси по воведувањето на забраната за нивно користење и дозволена употреба само на биоразградливи кеси за носење стоки со надоместок од 15 денари, оценува министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Првите бројки по стапување на сила на забраната за користење на пластични кеси укажуваат дека има намалување до 10 пати на употребата на кеси во маркетите. Во првиот месец по воведувањето на забраната, декември 2021 година, од продажбата на биоразградливи кеси се собрани 240.000 евра, информира денеска министерот Нуредини. Нуредини го најави донесувањето на програма за инвестирање на средства кои се добиени од продажбата на биоразградливи кеси, а целта е овозможување на системот за селекција на отпад да го осети секој граѓанин. Планирано е средствата да се искористат за набавка на контејнери за селектирање отпад, пред се на пластика и конзерви, зашто бара поддршка од локалната самоуправа и колективните постапувачи за селекција на отпад. Министерството за животна средина и просторно планирање од пазарниот инспекторат бара почести и построги контроли кои ќе започнат во поголемите маркети кои се и најголеми потрошувачи на кеси, а каде било увидено дека не се почитуваат мерките во целост. Министерот Нуредини потсети дека не е дозволена употреба на пластични кеси подебели од 15 микрони за носење на стока без разлика дали се тие со рачки или без рачки и додаде дека таквите кеси мора да се наплаќаат по 15 денари. Согласно законските измени на Законот за даноците на имот кој започна да се применува од 1 јануари годинава, Општина Охрид ги известува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општината за нивните обврски согласно законот. За сите непријавени имоти да достават даночна пријава за утврдување на данок на имот за дополнителните недвижни имоти, освен становите или куќите во кои живеат согласно лична карта, врз кои имаат собствено се користат од други физички или правни лица, да достават договор за закуп или договор за продолжување најдоцна до 28 февруари годинава. За земјоделските земјишта кои се користат за земјоделско производство, да достават решение за запишување на земјоделско стопанство на единствениот регистар на земјоделски стопанства и извештај за идентификација на земјишни парцели, најдоцна до 28 февруари годинава. Документите може да се достават лично на портирницата на општина Охрид, преку пошта или на имейл адреса. Во продолжение вестите од светот. Иако владата во Киев ги повика луѓето да не паничат додека руските трупи се собираат на границите на Украина, националната валута падна на најниско ниво во последните 4 години. Пораката од Вашингтон и другите западни влади за зголемената закана од Русија е инвазијата е неизбежна, а украинските официјални лица, вклучително и председателот Володомир Зеленски, имаат поинаква порака: не паничете, не претерувајте. Има малку несогласување околу тоа што се случува на границите на Украина. Најмалку 60 руски баталјони и тактични единици, повеќе од 100.000 војници и дел од најнапредното руско оружје се распоредени застрашувачки блиску. Всушност Москва јавно се определи нејзината акција да не биде тајна, во како што велат многу експерти, свесна одлука да се испратат сигнали до Украина, НАТО и САД. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска изјави дека содржината на американскиот одговор на рускиот предлог за безбедносни гаранции возможува сериозен разговор, но за споредни теми. Лавров вели дека САД не одговориле на најважното прашање во документот кој вчера го доставиле до Москва за непроширување на НАТО кон исток. Вчера САД и НАТО и го предадоа на Русија одговор за нацрт договорите за безбедносни граници кои Москва им ги испрати кон крајот на минатата година. Денес САД го отфрлија барањето на Русија да и се забрани на Украина влез во НАТО поради предупредувањата дека Русија може да изврши инвазија врз нејзината соседна земја. Во САД со денови има исклучително високо ниво на два клучни типа на загадувачи на воздухот поради климатските промени. Ова е загрижувачки тренд по децении и подобрување на состојбата од усвојувањето на законот за чист воздух во 1970 година се наведува во магазинот Science Advances. Се зголемува бројот на шумските пожари кои станаа интензивни поради климатските промени. Поради ова и други причини во периодот од 2000 до 2020 година со денови има опасно ниво на приземен озон и ситни PM честички. Во истражување
истражувањето се наведува дека се создаваат здравствени ризици за луѓето кои престојуваат ширум сад. Научниците проценија дека е неопходна итна реакција како што се спречување на негативни модели на однесување и навики на потрошувачите, како и поагресивна транзиција кон обновливи извори на енергија. Принцот Ендрю, војводата од Јорк, побара судење пред порота по обвинението од Вирџинија Джуфре, која тврди дека сексуално ја искористил. Според Джуфре, познати како Вирџинија Робертс, принцот сексуално ја нападнал на 3 различни места во периодот од 2000 до 2002 година. Војводата даде 11 причини зашто случајот треба да биде отфрлен. Една од наведените причини е нејзиното незаконско однесување. Во судскиот документ во кој се бара отфрлање на случајот, адвокатите на принцот наведуваат и дека тој бара судење пред порота. Джуфре го обвинува принцот дека сексуално ја искористил додека имала 17 години. Таа изјави дека Џефри Епстајн и Гислейн Максвел му ја понудиле на принцот. Епстајн изврши самоубиство во затвор додека чекаше судење за сексуални злоупотреби, а Максвел минатиот месец беше осудена за сексуална трговија. Принцот ги негираше обвинувањата на Џуфре кои ги натераа да се повлече од кралските должности. Во Пекинг, кој се подготвува да биде домаќин на зимските олимписки игри во Кина, бројот на случаи на COVID-19 откриени во системот на затворено коло кој ги вклучува меѓународниот аеродром Капитал и организационите центри достигна 106. Според соопштението на Олимпискиот комитет, на тестовите извршени на конвоите кои вчера пристигнале на меѓународниот аеродром Капитал биле откриени 9 случаи. До сега се тестирани повеќе од 3000 луѓе кои дојдоа во Пекинг на Олимпијадата. Вирусот е откриен само кај еден спортист и представник на тимот, а беше наведено дека сите други случаи се од членови на медиумите и спонзорски тимови на речени засегнати страни. Зимските олимписки игри во Пекинг, кои ќе се одржат од 4 до 20 февруари, ќе се одржат во систем на затворено коло каде што областите на активност на спортистите, службениците и волонтерите се изолирани од градот со цел да се заштитат од ширење на COVID-19. Приближно 3000 спортисти од повеќе од 90 земји се надпреваруваат во 15 гранки на Олимпијадата. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!